Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија господин Зоран Заев, почитувани собственици господин Мемет Џемиловски, почитувани присутни, почитувани медиуми, денеска сме овде во Подгорка, капацитетот кој повлече најмногу средства од ИПАРД 2 програмата. Вкупната инвестиција на овој проект е вредна 4,4 милиони евра, а половина од оваа сума, над 2 милиони евра, веќе се вратени на сметката на компанијата. Од овие средства, 1,6 милиони евра се средства од европските фондови, додека 560.000 евра се средства од националното кофинансирање. Инвестицијата вклучува целосна изградба на објектот за преработка на месо и месни производи, поточно конфекционирање на свежо, телешко, говецко и пилешко месо. Се работи за објект чија изградба и опрема се целосно во согласност со националните и европските стандарди за безбедност на храна и квалитет на производите. Компанијата започна со 30 вработени, веќе се отворени нови 25 работни места, а бројот на нови работни места се очекува да расте. Ова е уште еден доказ дека земјава има институционален капацитет и знаење за реализација на големи проекти, како ова најмодерна капитална инвестиција во Струга, која што успеа со квалитетен проект да добие европски средства од ИПАРД 2 програмата. Инвестициите во преработувачките капацитети се важни не само за модернизирање на земјоделството, туку и за развој на вкупната економија, како и за зголемување на извозот на домашните производи. Почитувани присутни, почитувани стопанственици, ве охрабруваме да ги користите европските фондови, да влегувате во нови инвестиции, а ние како влада и министерство ќе бидеме ваш партнер во целиот процес и во создавање на поволни услови за развојот. Со цел зголемување на искористеноста на ИПАРД во делот на мерките наменети за инвестициите за градба или реконструкција на преработувачките капацитети, постбербените активности, со измените во Законот за земјоделство и рурален развој, а воведовме мерка предфинансирање, каде што сопственото учество на инвеститорот се покрива од националниот буџет, со што корисникот ги добива парите однапред да вложи за да може да инвестира во рок од 8 години, на инвеститорот има обврска да го врати без камата. Истото ќе биде утврдено со договорот за кофинансирање на оваа финансиска помош. На овој начин очекуваме уште поголем интерес за инвестирање и за аплицирање за добивање на средствата од ИПАРД програмата. Ова е нова шанса за сите кои сакаат да ги модернизираат постоечките или да отворат нови производствени капацитети. По новогодишните празници ќе се објави и повикот за инвестиции во материјални средства за земјоделски стопанства. Мерка преку кои ги модернизираме домашните фарми и малите бизниси. Дека сме на прав пат покажуваат и податоците, дека се склучени вкупно 947 договори со вкупна сума од 12,4 милиони евра. Сите апликанти кои што целосно ги завршија своите инвестиции се исплатени во целост, со што се внесени десетина милиони евра назад кај нашите граѓани, нашите земјоделци и кај нашиот агросектор. Само преку модернизирање на секторот може да се постигнат европски стандарди, да се создадат конкретни производи, да се зголеми домашното производство, а сето тоа е позитивно да се одрази во бруто домашниот производ. За крај, сакам да им честитам на компанијата Подгорка за овој грандиозен капацитет и се надевам дека нивната успешна реализација ќе биде пример кој масовно ќе се применува и дека сите овде заедно ќе бидеме сведоци на уште многу инвестиции кои ќе бидат поддржани од ИПАРД програмата. Нека е со среќа.